Техничката министерка за труд и социјала Ременски се прогласи за ненадлежна за распределбата на социјалните станови во Прилеп. Ременски на пресконференција им порача на граѓаните кои протестираат, бидејќи се уште не ги добиле становите од последната распределба да се обратат во Министерството за транспорт и врски. Ременски обвини дека Министерството за транспорт и врски наместо да ја реализира законската процедура за распределба на социјалните станови во Прилеп, направило партиска распределба. Наместо да им објаснат на граѓаните зошто не ја испочитуваа законски утврдената постапка за доделување на социјални станови и зошто одлучија партискиот критериум да биде пресуден во пречистување на прелиминарната листа на добитници на социјален стан, Министерството за транспорт и врски одлучи да ја злоупотреби маката на овие луѓе и комплетно неинформирани да ги манипулира преку протести. Згора на тоа, во манипулациите се вклучени и локалните власти од Прилеп. Експресно реагира од Министерството за транспорт. Во реакцијата тврдат дека постапката за распределба е направена согласно законските прописи на транспарентен начин. Ременски држи во заложништво веќе неколку месеци 119 семејства, оценувајќи ја комисијата стан да добие лице од Прилеп кое е во роднински односи со висок функционер на СДСМ. Министерството за транспорт и врски нема да дозволи становите да се делат по партиска линија и по лично барање на техничката министерка Ременски. Сите лица што ги исполнија условите согласно критериумите за распределба се најдоа на прелиминарната листа. Комисијата лично ги посети сите тие лица и онаму каде фактичката состојба на терен не одговараше со поднесените документи, тие лица се изфрлија од листата. Во Прилепската населба Точила денес по трет пат се одржа протест на граѓани добитници на социјални станови добиени на електронска аукција пред неколку месеци, а кои се уште не можат да се вселат. Според нив, техничката министерка за труд и социјална политика го обструира потпишувањето на конечните листи за распределба на социјални станови.